Рот е практично втор човек во германската дипломатија по министерот Зигмар Габриел. Цитирам, е запрепастен и ужаснат од тоа како политичарите околу екс-премиерот Груевски секојдневно ја прокоцкуваат својата веродостојност. Се поздравува изборот на Талат Џафери за собраниски спикер и се очекува неодложно формирање на нова реформска влада. Рот денеска директно ја наведува поранешната владеачка партија ВМРО-ДПМН, за која смета дека игра цинична игра за власт на грбот на граѓаните. Пораката до председателот Иванов е исто така јасна во интонацијата. Цитирам, Иванов мора да постапи согласно својата уставна одговорност. А пораката до Груевски е, би рекол, без преседан. Господинот Груевски го потроши сиот кредит, вели Рот. Германскиот дипломат ги отфрла стравувањата и критиките дека платформата на албанските партии води кон загрозување на унитарниот карактер на државата. Опасноста која наводно произлегува од платформата на што тие алудираат е само изговор за да се спречи промена на власта, децидене германскиот дипломат. Проблемот во Македонија е политичка елита која действува сосема неодговорно и која со тоа се заканува да ја прокоцка добрат на иднина на Македонија, оценува Рот во интервјуто за Дојче Веле. Денеска конзервативниот Франкфуртер Allgemeine Zeitung констатира дека во Македонија веќе не се води борба за власт меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, туку битка на живот и смрт. Председателот Иванов, се додава, е тој кој го запали овој конфликт. Западниот свет, пишува Франкфуртер Allgemeine Zeitung, повеќе не е неутрален, туку отворено бара од ВМРО, ДПМН и Груевски да отстапат. Вчера, влијателниот Der Spiegel во своето онлайн издание го прогласи екс-премиерот Груевски за, цитирам, ултранационалист кој владее со криминални методи и кој сака да ја втурне својата земја во хаос за да избегне затвор. Британскиот Foreign Office го поздрави изборот на нов председател на Собранието и апелира за непречен и ненасилен трансфер на власта на изборната мнозинска коалиција. Обединетото кралство ја поддржува демократската одлука на мнозинството пратеници во Македонија да го изберат Џафери за председател на Собранието. Подготвени сме за престојната соработка со него. Ги повикуваме сите лица, институции и партии да овозможат непречен и ненасилен трансфер на власта од претходната владеачка партија кон мнозинската коалиција избрана во декември 2016 година. Доколку побрзо се формира влада, толку побрзо ќе може да започне спроведувањето на итните реформи за доброто на граѓаните на Македонија, се вели во изјавата од британскиот Foreign Office.